Нова тема која што со различни соговорници отварам во Македонија наутро, некаде до 8 часот и 40 минути анализираме на ова тема. Истражувањата велат дека понеделникот важи за најтежок и најомразен ден кај повеќето луѓе, а и не е ни чуда, бидејќи е прв ден по викендот, кој сме го минале со оние кои што најмногу ги сакаме, па некако ни е тешко стартот на неделата да го започнеме и да влеземе во онаа машинерија од обврски, но сакали или не, неделата започна, а со тоа и стресот кој таа го носи, како да го менаџираме истиот. Темата ја отвараме со психологот Мирјана Јовановска-Стојановска. Добро утро, Мирјана, и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Темата сакам да ја започнеме со една статистика, односно истражување кое што вели дека луѓето во понеделник наутро во просек се жалат по 34 минути, за споредба во останатите денови од неделата по 22. Од друга страна, повеќето првата насмевка во понеделник ја имаат по 11 часот. Сите аргументи во прилог на воведот. Што не вознемирува толку во понеделник, Мирјана? Па, уште не почнало ништо да не вознемирува, зашто се уште сме најверојатно уште во викендот, саботата и неделата, она што сме го правеле таму заедно со семејството, со поминување на времето, нели, слободно, шетањето, одморот. И секогаш, например, вакви статистики се изразуваат во проценти, затоа што не значи дека сите така исто го доживуваат. Значи, поголемиот дел, по статистиката, големиот дел што го доживува на тој начин, се прашуваме зошто е така. Нели, најверојатно незадоволство од она што го носи новиот ден и пробуваат што подолго да го одложат тоа. Ја не мислам дека само половина сат кај нас се зборува за незадоволството, зашто овие статистики најверојатно не се ни од Македонија, кај нас малце подолго останува тоа. Што беше во неделата и во саботата, што си правевме, како може некаде до пола ден од тие разговори. И сеќавање на што било, додека значи треба време додека се влезе во врските што ги носи работното место, на каде што сме, или си подшепнувате, знаеш каде бев, што правев, што работев. Нормално е дека луѓето не може да направат еден јасен пресек веднаш. Вчера беше вчера, окей, ќе го исечам тоа, сега почнува нешто друго. Некој ретко може да го прават тоа. Потоа некои што сакаат, што си ја сакаат работата, што сакаат да ги завршат обврските кои ги имаат дента, нешто ново, нешто што смислиле, некој план, некој проект што имаат да го работат. Тие луѓе веднаш, уште додека возат на кај работа, си мислат веќе на работата. И знаете што е интересно? Вчера направив една интерна анкета помеѓу моите луѓе во најблиското обкружување, јавувајќи им се телефонски да ги прашам како сте, и не постои еден од луѓето со кои што комуницирав кој што не ми кажа уште во недела почнувам да чувствувам вознемиреност, бидејќи утре е нова работна недела. Да. Па добро, би требало да ги прашаме што таму нив ги вознемирува. Ајде да проанализираме, да. Што ги вознемирува работата, тоа дека мора да станат, да отидат некаде, да завршат нешто, ама знаете како, тоа е наш избор да го правиме тоа. Вие ме поканивте да дојдам тука и за да станам у 6:30 сабајле или во 6 како се разбудив, значи тоа е мој избор да ја прифатам вашата покана и да дојдам тука. Да, стресно е да возиш сега по улиците, затоа што многу гужва имаше, ама нели кога намерата е јас сакам да одам и да го направам тоа, тогаш многу помалце одат преживувања. Сега, ако на работа ни останале многу неразрешени меѓучовечки односи, да кажам, нешто што таму се случувало, некои непријатни атмосфери, незавршени задачи, преоптовареност со задачите, значи многу би било добро да можеме во текот на неделата да пробаме да си ги решиме тие задачи, така да понеделникот не дојде како смртна пресуда дека мора да идеме таму и дека кој знае што ќе ни се случи. Зашто обично задоволството и одењето на работа многу зависи од тоа во каков колектив работиме и какви се нашите релации со луѓето што работат во колективот. И ова незадоволство од стартот на неделата се чувствува и во однос на продуктивноста, па и истражувањата го покажуваат тоа, да речеме дека од 8 часовно работно време, едва и 3 часа во понеделник се посветува на
работата. Да. Па да, тоа е во прилог, значи не е само во Македонија, него и повеќе, не е само половина сат да се споделуваат, него остануваме долго во сеќавањето и во тоа и во отпорот да дозволиме дали изработните задачи и она што го имаме да си го најде своето место во нас, односно ние да влезиме целите во тоа што треба да го завршиме. И пак е тоа зошто, знаеш, каков е тој отпор што го даваме, зошто не сакаме да влезиме. Има некои работни места каде што сакале, не сакале, значи толку е видливо работата што ја работиме, нели, кај што мора да ја завршиме, иначе веднаш ќе се види. Ама на секое место каде што може нешто да се забуши, малце да се одложи и сето тоа, ете може да се случи да долго во денот останеме надвор од идејата дека треба нешто да работиме. Значи треба да си ги завршуваме работите или да си го смениме работното место. Значи не е толку страшно да се смени работното место, да се потрудиме да побараме некое друго, каде што малце помалце ќе бидеме фрустрирани, стресени или помалце ќе преживуваме и полесно ќе влезиме во тоа да работиме. Да, колку од друга страна се врзува за фактот дека стартот на работната недела значи влегување во вртлогот на обврските во кои имаме се помалку време за оние кои што најмногу ги сакаме, а викендот ни е концентриран и посветен ним. Колку тоа не прави нервозни? Не прави многу нервозна така кога ќе почна да си ги мешаме приватниот и тој работниот живот, да се преклопуваат еден со друг и постојано да се вмешуваат, тогаш на вистина емоционално не возбудува сето тоа и не прави да почнеме да размислуваме што да правиме со својот живот или да се чувствуваме неудобно во сопствениот живот. Ако го земаме она што од работа го носиме дома и тоа што е дома си го донесуваме на работа, значи тие два животи нормално затоа што ние сме што ги поврзуваме, ќе бидат испретплетени, ама ако не знаеме да ставиме граница до каде, навистина ќе ни ги реметат и работата ќе ни биде пореметена заради тоа што постојано ќе бидеме таму некаде дома, не 100% на работа, ама и оно седењето дома ќе ни биде пореметено зашто дел од нас ќе биде негде на работа. Има ли некаква врска со недостатокот на сон? Ќе дојде петок и велиме голем дел од граѓаните како ќе спијам овој викенд, ќе се одморам за се што не сум се одморил во текот на неделата и најчесто не бива така, бидејќи домашните обврски од една страна си го носат своето, а од друга страна сакаме и да прошетаме и да излеземе па и да поминеме време надвор со своите. Колку недостатокот на сон за време на викендот го зима данокот во понеделник? Па го зема и во понеделник и цела недела го зема. Ако еднаш го станеме недоспиени или и петокот и саботата и неделата сме оделе да си поминеме некаде убаво, нели во кафана, можеби со музика или некаде било каде да сме излезени касно во ноќта без да си легнеме на време, после тоа со денови ќе бидеме недоспани, зашто од нас работата ќе бара концентрација, бара да потрошиме енергија, а ние нема да бидеме во состојба да го направиме тоа. Затоа доброто планирање на викендот, што сакаме, поставување на приоритети, овој викенд тоа ќе правам, последниот ќе правам тоа, заедно, нели, со гледање на реалноста во која живееме, да, јас имам со кого живеам, кој е се содржина во мојот живот, што се имам јас обврски домашни за овој викенд и како јас ќе ги подредам сите тие работи за да можам да си дозволам и да си легнам порано или да се одспијам, да се одморам, да бидам активен викендот, да ја исчистам и куќата, значи мислам дека голем дел од она што ни предстои можеме да го исполниме ако добро го испланираме. Хајде да видиме што велат Охриѓани на оваа тема. Колешката Сонја Рилковска ја имаме на второто линковско вклучување. Сонја, многу често кога сме нерасположени и кога ќе не прашаат што ти е, велиме па не сум расположена, станав на лева нога. На каква нога стана утрово ти? Имаш ли проблем со понеделниците кога си на линковски вклучувања?
Така, Кристина, добро ви утро повторно. Искрено, да, тоа станав на лева нога се користи баш кога ти е денот лев наопаку превртен и си нервозен и негативен. Јас со понеделниците одамна немам проблем, бидејќи работата како дописник не познава ниту викенд, ниту понеделник, но она омразеност и негативна енергија ми останата уште од средношколските и студентските денови. Уште во недела се чувствува таа негативна енергија од работната недела која што следува, а во петок веќе се навестува она позитивна енергија дека доаѓа викендот, па време за релаксација, за шетање, за дружби и слично. Велат дека понеделник е ден на мрзливост и муртење. Сите убаво кажа и ти дека има податоци и истражувања кои што велат дека понеделник е оној ден кога работниците и најмалку се продуктивни и се негативни. Ги запрашавме охријени и тие го кажуваат истото. Уште во недела се чувствува таа негативна енергија и ги запрашавме и како стануваат, бидејќи велат во понеделник најтешко е и да се стане за да се оди на работа. Во продолжение да погледнеме анкетата која што ја подготвивме. Петок најлав, недела најтежок. Не, вистина, недела е најтежок. Пошто се спремаш за недела, а понеделник не го гледам кој најтежок, да. Затоа што во недела... Не, недела поголеми стресов се спремаш, па да, веројатно, да. Колку сати спиете и тешко ли вие да станете од саба или рано? Па не знам, 6-7 сати со деца сум, така што тешко, не тешко, морам да станам. Исто, толку, и јас имам дете, по 5-6 сати максимум. И станувам саба, ќе што е. Тешко е, ама тешко е, да. На работа. Па не, за вградинка поручекам на работа, ама вградинка мора некоја го однеси. Кој? Татко му. Петок и сабота би рекол најубави, понеделник нормално најтежок. Зошто е најтежок? Затоа што доаѓа работна недела? Опуштени сме нели во викенд. Доаѓа понеделник и повторно. Стрес, работа, обврски. Колку часа спиете и дали ви е тешко станувањето наутро? Па со оглед дека има мало бебенце, тоа е релативно. Некојаш 8, некојаш 2, али како зависно од приликите. А тешко е станувањето наутро? Нормално, да. Најлошиот е недела на вечер, кој ќе почнам пред да сме на работа, а инаку најубав ден ми е сабота. Дека тогаш сум слободен, идам одека Охрид, да прошетам, кафе, мафе. Супер. Колку часови спиете и дали тешко се будите наутро? Па чат пат. Баш редовно станувам околу 12:30, па некој пат и 2 сата ќе ме фатат. Добро, ама работите трета смена за тоа. Да, пекар. На интернет најдов едно истражување правено во Британија, кое што вели не е понеделник најомразениот ден, туку е вторник. Затоа што се покажало кај најголемиот дел од британците дека токму во вторник наплавне на работното место го доживувале најголемиот стрес. На крајот да кажам дека има и едно истражување кое што вели токму во понеделник се случуваат и најголемиот број срцеви инфаркти. Затоа да бидеме позитивни и во понеделник. Да го правиме она што ни исполнува и ни носи насмевка. Кристина? Ке се обидеме, затоа и отвараме оваа тема денеска на старт на неделата. Благодарам, Сонја. Миријана, многу ненаспани татковци затекнала Сонја викендот. Да. Па тоа е нормално, мислам. Апсолутно. Кога гледаш мали деца, секогаш е така, нема. Една позитивна работа во целата оваа ситуација, кога станува збор за понеделниците, истражувањата велат дека диетите се најефикасни кога започнуваат за стартот на неделата. Да. Па така понеделник ни е символ како да почнува нова недела, почнува нешто ново и тоа е шанса да направиме нели нови планови, нови навики, ново нешто што ќе го внесеме во сопствениот живот и е одличен ден понеделник да почнеме од тоа. Како сабајлево, сега ќе почнам посебен начин да се хранам, на посебен начин да се однесувам. Дали тоа значи дека промената на навиките и внесувањето на одредена рутина може да ни го промени и расположението, па и динамиката на секојдневието?
Па секако дека ќе многу влие на тоа, нели, како се однесуваме, влие на тоа како се чувствуваме и обратно, како се чувствуваме, така се однесуваме. Сега за да ја смениме навиката треба долго време да го држиме, не само во понеделник или од понеделник до петок, него треба повеќе време за да нештото што сакаме да го повторуваме во животот, да го внесеме како нешто што е постојано, односно да ни стане навика. За да стане навика ни треба време. Зашто многу лесно, после 2-3 дена, можеме да се вратиме на нешто што е старо. Треба да трае со недели, со месеци, за да стане навика во животот нешто и треба, значи, да му посветиме доста енергија и време пред да стане навика, со свесност да се приклучуваме на однесувањето кое сакаме да го вметнеме во нашиот живот. Која е вашата рутина за старт на неделата? Како вие со насмевка ја почнувате? Па јас, за да ми почне така неделата, вајде од порано и сега добро што ме прашавте, што ми текна. Обично работам работи што сакам да ги правам. Добра. И работи што сум и јас ги одбрала да ги направам. Ретко правам нешто што морам. Зашто некој ми кажал или зашто некогаш има нешто во текот на денот кое мора да се заврши, ама и тоа што морам да го завршам е мој избор да го завршам. И покрај тоа што не ми е, например, ја многу не сакам да пишувам извештаи, да седам на компјутер со сати да пишувам извештаи, ама тоа е дел од мојата работа, јас сум одбрала да ја завршам таа работа, да ги напишам извештаите. И не дека со воодушевување седнувам, ама си најдувам време, ќе си определам дека тоа морам да го работам. И така во животот. Еве, понеделник, преска, како што ви кажав, значи ми почнува денот со работи што сакам да ги правам, што и јас сум ги одбрала да ги правам, а многу малце незавршени работи оставам помеѓу мене и другите луѓе. Недоречени работи, некое незадоволство, особено со луѓето со кои што треба да соработувам и постојано да ги гледам, тогаш сакам да ми биде чисто и кога ќе дојдам таму да не мислам дека не се чувствувам добро, него да седнам, да си се напијам кафе и да си направам обед и да ми биде окей на душата. Иначе ја не би можела да работам во иста канцеларија со луѓе со кои не ми е добар односот, ама секогаш земам одговорност дека 50% најмалце од она што се случува помеѓу мене и другите луѓе е и моја одговорност. Така да можам јас директно да влијам на тоа како ќе биде мојот однос со другите луѓе. И на тој начин ќе си создадам една социјална атмосфера во која што подобро се чувствувам јас и подобро ќе бидам, може да бидам попродуктивна. И по одлично што отворивме темава на старт на неделата. Благодарам, Миријана, за гостувањето. Ајде да видиме заедно што велат социолозите. На ова одговор ни дава Симона во второто линковско вклучување. Симона, дали социолозите се на ист став со психолозите? Што е причината поради која што голем дел од граѓаните гаат лоши емоции кон понеделникот? Благодарам, Кристина. Се вклучуваме по втор пат на оваа интересна тема, би рекла, затоа што понеделник за многумина е најтежок ден. Од она што успеав да ја слушнам господја Миријана, до тоа што го споделува, дека треба на некој начин и сами да направиме понеделникот да ни започне убаво и да ги одбираме работите кои што нас направат среќни, би рекла, дека од прилика се поистоветува и со изјавата која што во продолжение ќе ја слушнеме и од социологот. А овој понеделник само ќе кажам дека го започнуваме во Скопје со снег, што може да се забележи дека имаме снег утрово и ние се наоѓаме на улицата Орце Николов во Дебармало. Тоа придонесува да има малку поголем метеж утрово, барем на оваа локација. Па совет за сите граѓани кои што не гледаат за понеделникот да почне малку порелаксирано и не толку напнато, нека излезат на време, затоа што верувам дека и на останатите булевари и улици ќе биде многу погусто, со оглед на тоа што имаме врнежи од снег, па да успееме на некаков начин да го почнеме позабавено понеделникот и работните обврски една по една по полека да ги завршуваме. Ако јас сме кај работните обврски, дел од изјавата на социологот Илија Ацевски, значи вели дека треба да создадеме убава атмосфера и на работа, да се трудиме да имаме добар однос со колегите, а ако тоа го немаме, понеделникот навистина ќе биде потежок од останатите денови, односно да се прилагодиме после убавото време поминато за викенд, а викендот е уште една од клучните работи кои што влијаат на тоа каков
понеделник, односно каков почеток на работната недела ќе имаме. Предлагам да ја слушнеме и неговата изјава. Во науката се овие се главно истражувања, не се забележани, односно се нотирани неколку, би рекол, причини зошто така го доживуваме денот. Пред се станува збор за еден нарушен природен ритам на телото, како велиме, не, дека настануваат нешто кое се многу се разликува од претходниот ден. Навиките за спиење, например, се исто така во голема мера го доведуваат во прашање тој ритам. Потоа тој проблем на социализација кој е што многу важен, затоа што претходните 2 дена некога не сме на работа, сме во кругот на семејството, на пријателите, не се случуваат многу нешта кои од еден поширок аспект делуваат да понеделникот го доживуваме некако во некоја друга димензија. Нашето расположение некако нагло се променува во таа смисла, не? И дури, како би рекол, се не навлегуваме во таа психолошка димензија, но главно кога говориме за тие главно социолошки димензии, главно произлегуваат од односите кои што човекот ги создава, ги формира, односно ги доживува во кругот на оние кои што работи. Иако во последниве деценија години, веројатно и во Индија тоа ќе се дојдува до израз, со новите технологии, со, како би рекол, на работа, во голема мера ќе се менува таа состојба на човековото доживување на нештата во, да речеме, ајде во понеделник кога говориме, не, или на работа, не. Во таа смисла и тие ќе го променат, би рекол, во голема мера и самиот ток на човековиот живот. Ја слушнавме изјавата од професорот, односно социологот Илија Ачевски во однос на зошто понеделникот знае да биде најтежок ден од неделата од социолошки аспект. А еве, додека ние го започнуваме понеделничкото утро, како екипа од терен, би рекла дека навистина може да се најде по нешто позитивно, особено во утрата. Ние можеби имаме таа привилегија да се будиме малку порано од сите и денот да ни започне многу порелаксирано, но надвор врне снег, навистина е многу убаво и пријатно да се биде надвор, па тоа нека биде една позитивна работа која што можеме овој понеделник да ја земеме и да си дадеме здив додека да започне турбулентното време на завршување на обврски, а можеби и самиот начин на живот, односно брзиот начин на живот придонесува да чувствуваме поголема нервоза во понеделник со оглед на тоа што сме биле опуштени за време на викендот, а тоа го зборувам затоа што кога сме на терен, навистина може да се забележи кај граѓаните дека во овој блок од утрото, односно во овој период наутро, навистина секој од нас брза, но да најдеме нешто позитивно и да го започнеме и понеделникот и работната недела на позитивен начин. И верувам дека голем дел од граѓаните кои што првпат го видоа снегот со твоето линковско вклучување се расположија и реагира исто како ние во студиото. Тоа е таа меморија од детството, нели, трајно врежана, но не можам да прашам Симона, а да не прашам. Не релативно, туку си млада и генерално нема големи теми за среќа кои што те оптеретуваат и ти го менуваат расположението и посакувам да остане така, но кој е оној ден кој што тебе ти е омилен и од друга страна дали го чувствуваш притисокот во понеделник како и ние другите, повозрастните? Омилен ден несомнено за мене се разбира петок, затоа што следува викенд и може да ги правиме активностите кои што навистина ние ги сакаме и имаме многу послободно време за да ги завршуваме и да се организираме. Понеделник зависно од тоа веројатно и како сум го поминала викендот, а и какви обврски ми следуваат. Некогаш знае да биде особено тежок, би се согласила со делот на изјавите каде што се вели дека навистина некогаш попреченоста во спиењето може да влијае на нашето расположение.
расположение, а некогаш исто така понеделник може да биде лесен и да започне неделата на убав начин, веројатно во зависност од врските, а и што е она што е во наш фокус во текот на денот, па ете како представник од младата генерација за нас веројатно најомилен ден од неделата е петок, сабота, а ќе се согласам и со еден од анкетираните во анкетата од Охрид дека недела може би уште потешка од понеделник, затоа што веќе во пополудневните часови се спремаме за се она што ни следува понатака. Гледајќи го расположението, си имала одличен викенд и драго ми е, нека трае.